Благодарам. Почитувана, се надевам дека разбирате дека зборуваме за систем кој што е корозиран од корупција, особено последниве 4 години. Општиот впечаток во јавноста е дека оваа комисија е недоволно функционална и именно од вашиот извештај може да се извлече впечатокот дека 50% е намалена бројката на пријави, не дека вие добро се справувате со тоа, туку дека едноставно народов не верува дека вие нешто ќе промените од тој аспект и кога имате одредени пријави за висока корупција. Ќе ве потсетам само на неколку работи. 2020 година беше година во која што имаше предвремени парламентарни избори и ние не видовме дека Државната комисија за спречување на корупција на некој начин реагираше или го спречи оној институционален поткуп што се случуваше и за кој беше сведок целата држава. Понатаму тука во вашиот извештај може да се види дека ниту еден градоначелник не е под истрага, ниту има покренато кривична пријава и покрај тоа што Министерството за внатрешни работи би кажал буквално фати двајца градоначалници кои што на лице место во ек на изборите делеле подкуп за изборите, но сепак од кај вас никој не нашол за сходно тоа да го санкционира. Кажавте на интересна работа, видите како да постапиме по дивоградби, тука не сте во право, треба малку да се огледате на обвинителството за градоначалниците на ВМРО ДПМН, без прочитување на презумпција на невиност, секој момент им се закачуваат пријави за дивоградби, но за овие од СДСМ нема и за Заев нема. Значи тоа е забранета категорија, ама овие кои што биле заедно градоначалници во исто време со Зоран Заев се натрупани со кривични пријави за дивоградби, ама овој не. Така, господјо, не може и затоа ќе има 50% помалку пријави кон вас за да ги решавате корупцијата во оваа држава. Тука во извештајот пишува дека судството е најкорумпирано од сите сфери во општеството. Па како да не биде кога една судијка, Добрива Кацарска, сега е веќе претседател на Уставниот суд. Како да не биде кога можевме да видиме кој стана чинан претседател на Судскиот совет, поранешен шеф на кабинет на поранешен премиер на оваа држава, кој што доаѓа од партијата на мнозинството. Кажете ми, како да едноставно не е најкорумпирано, кога топ тема во јавноста изминативе 5 дена е дека се спремаат за два нови уставни судии, членови на СДСМ, кои што можеме да видиме дека го ажурираат своето членство или имали или се уште имаат високи функции. Па не може овој народ да верува во таква државна комисија која што не реагира на ваквите очигледни појави на корупција. Дали е директна, дали е индиректна, сепак се појавува низ општеството. Има 3 предмети за корупција за локалната власт, ама по нив не е постапено. Зошто не е постапено по нив? Зашто не се најде сила да се постапи, па да може по нив јавноста да види дали е некој виновен или не. И понатаму една работа би сакал да ви кажам. Токму овој извештај за 2020 година ја донесе Македонија на 111-та позиција на Transparency International, понеско од било кога во историјата за справување со корупција. Така да сметам сериозно ќе треба да се реорганизирате внатре и да запаметите една работа. Пред корупцијата нема казниви и неказниви и нема власт и опозиција. Сите треба да бидат еднакви. Благодарам.